Дозволете прво да ја соопштам убавата вест од пред неколку минути. НАЦ или North Atlantic Council, Северноатлантскиот совет, донесе едногласна политичка одлука, точката за нашата покана во НАТО е прифатена и во најава е покана за Република Македонија за полноправно членство во НАТО. Ова историски чекор, драго ми е што ги живееме денешните моменти заедно и сум убеден на 11 и 12 на НАТО самитот ќе биде потврдена оваа денешна едногласна одлука за прифаќање на точката за покана на Македонија во НАТО. И тоа е нешто кое што е вековна аспирација на многу генерации, на многу и пред нас. И во тоа име сакам прво да се заблагодарам на помалку бројните етнички заедници во Македонија. На албанците, на турците, на ромите, на бошњаците, на србите, на власите и другите, што покажаа солидарност, што покажаа државнички однос кон нас, македонците, како најголема заедница во државата по оваа прашање. Ја чувствуваат државата како своја, имаа разбирање за сите аспекти и тоа е уште една неколкукратно досега потврдена, но уште еднаш потврда за државотворниот карактер на сите заедници во нашата заедничка Република Македонија. Ред е да се заблагодарам и овие благодарности ги испраќам заради тоа што знам дека и парламентот со огромно мнозинство на граѓаните ќе го поддржат овој историски процес кој што буквално денеска парламентот го отвара. Заради тоа што јас и Димитров бевме само алатки во рацете на парламентот, односно во рацете на нашите граѓани. Да се заблагодарам на претходните гарнитури кои што владеа како извршна власт во Македонија и преговараа. Но секако да се заблагодарам на Никола Димитров, неговиот тим, со целата своја креативност, мегданот за ангажман на експерти од дома и од надвор, да создадат едно вакво креативно решение кое што гради пријателство и отвара иднина. Да се заблагодарам на потпредседателот на владата Бујар Османи, на потпредседателката на владата Радмила Шекеринска, кои што беа директно вклучени во целиот овој процес и на сите други министри. Да се заблагодарам пред се на председателите на коалиционите партнери во владата, кои што беа максимално фокусирани и дадоа сериозен придонес во ова прашање, но ред е да се заблагодарам и на опозицијата и на председателот кој што учествува во целиот овој процес. Јас ја очекувам до конечниот момент, некои кажуваат непоправлив оптимист, редот е да се приклучат на македонската иднина. Сакам да се заблагодарам и на советничкиот тим во мојот кабинет, кои што работеа, но ред е да се заблагодарам и на нашите партнери од Грција, кои што дефинитивно покажаа огромна солидарност, но покажаа храброст, визија и искрена желба да градат пријателство меѓу нашите две земји и меѓу нашите два народи. Имаме фер и праведно решение, кое што апсолутно ги исполнува минимум очекувањата и на нашите граѓани и нашата држава и минимум очекувањата и на Грција и на граѓаните на Грција.